Општините ќе мора да се вклучат во подигнувањето на свеста кај граѓаните за компостирањето, но и придобивките од овој процес. Ова беше кажано на работилницата во Струмица за управување со органскиот отпад, компостирање, на кој учествуваа представници од 10 општини од Југоистокот, на кои ќе бидат доделени околу 400 компостери. Она најважното што е од проектот е подигање на јавната свест кај граѓаните во однос на селекција на отпад и начинот на компостирање и самите придобивки од компостирањето. Тоа значи тоа компостирање, начин на компостирање не само во градските средини, како што ќе биде со овие мали компостери, меѓутоа посебно значајно за фармерите, како можат да компостираат во своите дворови или на нивните ниви, што е доста поголем дел, би рекла. Тоа е најважниот дел од нашиот проект и на нашата цел е подигање на свеста кај граѓаните, започнување со селекција и користење на придобивките од компостирањето. Проектот Размислуваме за компостирање. Македонските општини од Југоистокот го реализираат со општините од Југозападна Бугарија, каде веќе се работи на овој процес, а земјоделците добиваат органско ѓубриво. На општинско ниво в посока опазване на околната среда се реализира. На општинско ниво за заштита на животната средина кај нас на големо се работи на селекција и складирање на зелениот отпад во домашни услови, но и на регионалните депонии. Општините во Југозападна Бугарија работат во тој правец. И општините од Југозападна Българија, општините членове на Сдруженијето, во момента работиме точно в тази посока. Анализите покажуваат дека околу 200.000 тони органски отпад завршуваат на класичните депонии во Југоистокот, од кои што може да се направи квалитетно органско ѓубриво. Проектот Размислуваме за компостирање посветени на одржување на органскиот синџир ќе се имплементира 15 месеци со цел подигање на јавната свест кај граѓаните да се заштити животната средина.